Висината на приходите кои должникот ги остварува врз основ на пензија или плата немаат влијание врз висината на самиот долг, туку имаат влијание врз присилната наплата во делот колкав износ од платата или пензијата може извршителот да задржува. Во случајот на примател на минимална пензија може да се задржува најмногу 1/5 од тој месечен износ. Во делот на прашањето дали е можно за долг од 7.000 денари од 2010 година, после многу години да испадне тој долг да биде 20.000, одговорот е апсолутно е можно, затоа што вкупниот долг на должникот се формира на следниот начин. Имаме главен долг, она што било предмет на утужувањето. Подоцна, како тече постапката, имаме нотарски трошоци, судски трошоци, извршни трошоци и награда за работата на адвокатот, нотарот и извршителот. Оттаму, кога ќе се земат предвид сите овие работи, апсолутно е можно, имајќи предвид и каматата која постојано тече на главниот долг, апсолутно е можно за долг од, како што спомнав, 7.000, на крај преку извршител да се извршува износ од 20.000. Во делот на застареноста на долгот, треба да се разгледува застареност на утужувањето, на поднесувањето на тужба и застареност на извршувањето, односно присилната наплата. Апсолутно и за долгови од пред 10 или повеќе години треба да се направи увид во самите списи на предметот, дали во рок од 1 или во рок од 3 години, колку што е рокот за застареност на утужувањето, дали доверителот ја поднел навремено тужбата. Додека во делот на застареноста на извршувањето, истата настапува после 10 години од првосилноста на извршната исправа, нотарското решение или пресудата.